Нема никогаш да се сложиме на најкорумпираната влада во Европа врз основа на промашена физибилити студија за нов клинички центар, правена врз податоци од пред 13 години, да и дозволиме закон со кој што ќе можат во 4 очи да склучат договори да потрошат половина милиарда евра народни пари. Ова денеска во прилеп го истакна лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој рече дека СДСМ немале никаков проект за нов клинички центар, а граѓаните со нив изгубиле 4 години за да добијат подобри здравствени услуги. Според Мицкоски, требало да се работи на реализација на проектот за клиничкиот центар Мајка Тереза, кој што ќе чинел двојно помалку, но исто така и на модернизирање и диспрезирање на здравствените институции и услуги и во други клинички центри низ Македонија. Ајде да инвестираме во клинички центар Мајка Тереза, за кој што постои јасен проект, одобрени пари од Европската инвестициска банка. Да изградиме ковид центар на платото помеѓу поранешна румунска и поранешна војна болница сегаш на 8 септември. Тоа место се наоѓа меѓу три булевари, Партизанска, Линденска и 8 септември. Имаме секаква инфраструктура, нема потреба од дополнителни инвестиции. Ајде да ги модернизираме клиничките болници во Штип, во Битола и во Тетово, да дисперзираме малце од Скопје, да можат и граѓаните во Македонија наместо да плаќаат пари да доаѓаат во Скопје за лекување да добијат медицинската нега и во местата каде што живеат. Од СДСМ пак денеска преку соопштение истакнаа дека ВМРО ДПМН им должил извинување на граѓаните поради блокадата на законот за клиничкиот центар. Според СДСМ, предлог законот предвидувал изградба на нов модерен и функционален универзитетски клинички центар во Скопје, кој што ќе обезбедувал високо квалитетни здравствени услуги на населението во државата во следните неколку децении. Пратениците на ВМРО ДПМН наместо да се водат од одговорноста на граѓаните, особено во овој вонреден период, и да помогнат во изнаоѓање на решение во интерес на граѓаните и унапредување на здравствениот систем, исполнуваат желби на Мицкоски, упорно кочејќи го овој важен проект и покрај тоа што токму тие имаат отворена понуда да го водат целиот процес. На јавноста е јасно дека за пратениците од ВМРО ДПМН спасот и личните интереси на Мицкоски им се поважни од здравјето на граѓаните, се вели во соопштението на СДСМ. И додека власта и опозицијата се обвинуваат и по 12 години откако беше најавена изградбата на нов клинички центар во Скопје и се променија неколку локации за негова изградба, се уште не се удрени темелите за истиот.